Добро, почитувани присутни, колеги. Почитувана јавност. Денес би сакал да констатирам дека имаме доволен број на пратеници на Комисијата за надворешна политика. Но исто така би сакал да констатирам една работа, дека имаме еден премиер кој што ја распродава државата. И сметам дека денес не е приоритетно да имаме комисија за надворешна политика за една ратификација, туку поприоритетно е да го кажеме нашиот став за еден човек кој што е спремен да распродаде се, вклучително и дел од нас тука, доколку е неговото политичко преживување во прашање, без оглед на жртвите, достоинството, граѓаните, уставот, слободата, сегашноста и иднината на Македонија. Сакам да укажам неколку работи. Прво, да изразам огромно незадоволство од тоа што господинот Заев на еден подмолен, нечовечки, недостоинствен начин во едно интервју дадено вчера на медиумите во Македонија и соседна Бугарија се откаже од придобивките на Народно-ослободителната војна, која што е темелот на создавањето на оваа држава и е темелот на создавањето на собранието во кое што ние заседаваме. Вчера Заев го понижи и се откажа од Кочо Рацин. Вчера Заев ја понижи и се откажа од Естерија Овадија Мара, народен херој од Битола. Вчера Заев го понижи и се откажа од идеалите на Неџат Аголи, кој што заврши на Голи оток. Вчера Заев се откажа, го понижи и ја испогани жртвата и на Стив Наумов, кој што беше убиен во Ресен. Вчера Заев заборави дека Кузман Јосифовски Питу и Лиман Каба заедно формира Народно-ослободителен кружок во Дебар и со нивните жртви овозможија оваа држава да се создаде и овозможија денес да имаме образование, војска, собрание, пратеници, народ, устав, достоинство, да имаме држава. Затоа сметам, почитувани колеги пратеници од Комисијата за надворешна политика, дека денес не е време да држиме седница за ратификација која што можеме да ја поминеме кога и да сакаме. Денес е време да бидеме со народот на протест. Без разлика дали некој од СДСМ или од ЛДП, без разлика дали некој од БЕСА или од Алијанса, без разлика дали е некој од ДОМ или од друга партија. Ние сите, и народни партии, и конзервативни, и либерални, и центар, и социјалдемократски, и левичарски, денес треба сите да излеземе на протест, за да му кажеме на овој човек дека треба да запре. Дека во државата има повеќе достоинство, отколку што тој има интерес да го распродава државното, националното и традиционалното стекнато богатство, како слободата, со многу жртви и во Илинден, и во Аснон, и после тоа. Сметам дека господинот Заев ги помина сите црвени линии што може народот да ги поднесе. И сметам дека на ваквото понижување треба да му ставиме точка. Затоа оваа седница на Комисијата за надворешна политика нема да ја отпочнам и ве повикувам сите заедно вечер со граѓаните да се придружиме на протест
и да ги оправдаме и честа, и жртвите, и на македонците, и на албанците, и на евреите, и на турците, и на сите други, кои што ги положиле за создавањето на оваа држава, и да му кажеме стоп на овој човек кој што делува како неурамнотежен политичар и ги распродава интересите на Македонија само за своји краткорочни политички цели. Благодарам многу, тука затворам седницата.